вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Економската ситуација беше доминантна тема на синоќешната пресконференција на американскиот председател Барак Обама, пренесувана директно на националните ТВ мрежи. Тој говореше и за насилството во Мексико и потрагата по мир на Блискиот Исток. Економијата беше на прво место во синоќешното обраќање на Обама до нацијата и последователните одговори на новинарски прашања. Ке се опоравиме од оваа рецесија, но ќе треба време. Тој смета дека е клучно Конгресот да го одобри предлог буџетот. Буџетот што го поднесев до Конгресот ќе ја постави економската обнова на посолидна основа, да не мора за 10 до 20 години да се соочиме со нова криза како оваа. Председателот побара нацијата да се пренасочи од огорченоста што осигурителниот гигант American International Group ја употребил владината помош за исплата на бонуси на своји раководни лица на севкупната економска ситуација. Ги повика американците да го поддржат неговото барање, владата да добие поголеми овластувања за да ги регулира финансиските институции како АИГ. Токму поради тоа што немаше вакво овластување, ситуацијата со АИГ се влоши. Говореше и за своите намери на предстојниот самит на 20 најголеми економии во Лондон. Број 1 цел на Г20, да им се каже на сите земји да сториме се што е неопходно за отворање на нови работни места и придвижување на економијата. На други теми, за владината одлука да испрати засилување од федерални агенти на границата со Мексико поради напливот на насилство во оваа земја, поврзан со картелите на дрога, Обама рече дека САД ќе ја следат ситуацијата и дека ќе преземат нови мерки ако досегашните не бидат доволни. За Блискиот Исток го повтори својот став дека статус кво ситуацијата е неодржлива. Редица извештаи за продажба на домови, барања за кредити за домување и фабрички нарачки укажува на подобрување на американската економија. Оделот за трговија соопшти дека нарачката на скапи фабрички добра нараснала за 3,4% по месеци на опаѓање. Одвоен извештај на Националното здружение на банкари покажува дека барањата за кредити за домување минатата недела скокнале за 32%, нагорна линија што трае веќе 3 недели. Каматните стапки за вакви кредити минатата недела падна на рекордно ниско ниво. Бројот на нови домови, чија изградба започнала во февруари, нараснал за 4,7%. Американската државна секретарка Хилари Клинтон од денес е во дводневна посета на Мексико да ги поддржи напорите на оваа земја во борбата против трговците со дрога. Клинтон во Мексико Сити има средби со председателот Фелипе Калдерон и секретарот за надворешни работи Патриция Еспиноза. Американски владени лица велат дека целта е да се покаже поддршката на САД за акцијата на мексиканскиот председател за сузбивање на картелите за дрога, како и да се отстрани загриженоста за стабилноста на земјата поради насилствата долж границата со САД, со кои возвратија трговците со дрога на владината акција. Американската влада вчера најави нови мерки против пограничниот шверц со лекови, пари и оружје, што е поврзан со трговијата со дрога. Планот повикува на распоредување на дополнителни патроли, федерални агенти, експерти и соодветна опрема на границата со Мексико. Во Сенатската комисија за односи со странство се одржува распит посветен на номинацијата на Кристофер Хил на функцијата американски амбасадор во Ирак. Тој кажа дека во Ирак е направен голем напредок, но дека и натаму има големи предизвици, како и од американските и ирачките власти се загрижени за иранското влијание во Ирак. Хил предходно раководеше со преговорите за прекин на севернокорејската нуклеарна програма. Тој има поддршка од преседавачот на комисијата, демократскиот сенатор Џон Кери, како и од влијателниот републикански сенатор Ричард Лугар. Републиканските сенатори Џон Маккейн и Линдзи Греам пак го критикуваа Хил, велејќи дека нема доволно искуство по прашањата поврзани со Блискиот Исток. Чудовишта наспроти вонземјани е насловот на најновиот компјутерски анимиран филм во 3D верзија. Екипа познати актери ги позајмија гласовите: Рис Видерспун, Пол Рут, Хју Лори, Сид Роген, Вил Арнет, Рейн Вилсон, Стивен Колбер и Кифер Сатерленд. Оскаровката Видерспун ја толкува девојката од Калифорнија Сузан Марфи.
полн со вселенски отпадоци успева да ја погоди Сузан токму на нејзината венчавка, пошто оваа комедија добива урнебесен расплет, што нормално нема да ви го откриеме, но само ќе кажеме дека Сузан со група чудовишта добива важна задача да ја спаси планетата. Чудовишта наспротив земјани во американските киносали започнува да се емитува в петок. Со години научниците трагаат по лек за обичната настинка. Сега експертите велат дека идентификувале што може да биде клучниот фактор за изнаоѓање на еден лек или вакцина за оваа болест. И покрај неопасното име, обичната настинка ве исфрла од колосек. Може да стане уште посериозна, например, кај астматичарите, бидејќи предизвикува напад. Возрастните добиваат обична настинка во просек до 4 пати годишно, а децата до 10 пати. Поверодостојно име за обичната настинка е всушност множината, обични настинки, бидејќи научниците открија дека така наречениот риновирус која предизвикува е збир од 99 вируси. Лекарот Стивен Лигет од катедрата за медицина на Универзитетот Мериленд е коавтор на неодамнешната студија во која беше расветлен генетскиот код на 99 варијанти. Тоа е само чекор на патот кон развивање на лек или вакцина против обичната настинка. Расветлувањето на кодот помогна да дознаеме како оперира вирусот. Понекогаш, кога знаете како нешто оперира, може да дознаете и како да го поправите. Допрва треба да се разреши потешкотијата како да се развие ефикасен лек или вакцина. Варијантите на вирусот се толку различни, а понекогаш може да се рекомбинираат и мутираат, создавајќи нов вирус. Потребни се нови истражувања, вели Лигет, за еден ден. Да речеме, астматичар ќе дојде на лекар и ќе се пожали дека добива настинка. Лекарот му зема бриз, го испраќа во лабораторија и веднаш го определува генетскиот код. Пошто му се дава лек специјално против тој вирус. Звучи едноставно, но засега сепак далеко. И тоа е се за денеска. Ова беше гласот на Америка на македонски јазик и ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Велковска. За најновите содржини ве покануваме да ја погледнете нашата веб страница glaснaamerika.com. До гледање.